Дали некогаш сте помислиле дека не сте заслужни за вашите успеси и сте се почувствувале како измамник? Дали некогаш сте помислиле дека вашите успеси и позиции се едноставно достигнати како резултат на среќа? Јас ќе бидам многу искрена со вас и ќе ви кажам дека и доколку мене ме прашавте во минатото, мојот одговор на овие прашања би бил потврден, а верувам и на многумина од вас. Сакам сите да знаете дека постои еден психолошки феномен кој што се нарекува синдром на измамник и уште е попознат како импостор синдром. Лицата кои што имаат импостор синдром, поради сомнежот во себе, многу често знаат да чувствуваат анксиозност и непријатни чувства и интензивен постојан страв дека ќе бидат откриени како измамници и покрај тоа што постои многу јасен доказ за нивната компетентност. Овие лица најчесто мислат дека нивниот успех се должи на среќа или пак на можноста на манипулација со околината. Едноставно, тие не ги валидизираат своите капацитети и потенцијали и мислат дека нивните постигнувања се резултат исклучиво на среќа. Многу е важно да се знае дека овој синдром е многу чест. Односно, морам да кажам дека се јавува кај повеќе од 50% од жените. Поконкретно, постои студија која што потврдува дека 53% од жените некогаш во својот живот ќе го доживеат. Постои друга студија која што пак кажува дека околу 75% од женските менаџери во различни индустрии исто така го доживеале чувството на сомнеш во својата интелектуална и професионална способност. Иако импостор синдромот не е официјална диагноза, сепак ние психолозите и другите стручни лица признаваме дека постои како еден феномен кој што знае да донесе стрес, анксиозност и можеби и депресивност. Чувството на недоволност што оди придружно со овој синдром може да направи жената да надкомпензира во работата, претерано се труди, работи долги работни сати, се исцрпува и може често да се соочи со професионална исцрпеност, односно познатиот бърнаут феномен. Иако најчесто овој феномен се јавува за време на работата, односно е врзан за професионалниот сетинг, морам да напоменам дека има жени кои што пријавуваат дека може да им се појави и во партнерството, и во социјалниот сетинг, односно во дружењето, па дури и во одреден процент и во родителството. Синдромот на измамник започнува од мислите, односно доколку имате негативни мисли, себекритични мисли, перфекционистички очекувања од себе и те како тоа може да допринесе да се јават овие негативни чувства што и носи импостор синдромот. Многу е важно да имате голема свесност и голема контрола над вашите мисли. Доколку се јават некакви негативни мисли кои што се врзани за вашиот перформанс и однесување, веднаш пресечете ги. Иако импостор синдромот може да ги засегне сите, морам да кажам дека диспропорционално повеќе се јавува кај жените, а тоа е поради мноштво од фактори, меѓу кои некакви општествени норми, предрасуди и историски нерамномерности. На ова влијаат и останатите фактори кои што се, например, цртите во личноста или пак морам да додадам раната семејна динамика, односно комуникацијата и поврзувањето со родителите. Од друга страна пак, притисоците на општеството за постигнување, односно тенденцијата да се има се, исто така може да биде фактор кој што ќе допринесе да се појави овој синдром. Што можеме да направиме во врска со овој синдром? Пред се е важно да го детектираме кај себе и да видиме во кој аспект од нашиот живот се јавува. Друго, многу е важно да не молчиме за ова, односно слободно да зборуваме, да ги валидизираме нашите чувства и да ги споделиме со другите. Не сте единствени што го чувствувате. Многу важен аспект е да секогаш ги истакнувате и добро ги детектирате вашите успеси. Би било убаво, доколку сакате, да направите листа со вашите успеси и да ја користите за тие периоди кога ќе дојде вашиот сомнеш и кога ќе ви треба буст на вашата самодоверба. Многу е важно да не се споредувате со другите, иако тоа во ова време на социјални мрежи не е едноставно.
Мојот совет е да се споредувате само со себе. Направете споредба со тоа што сте правеле минатата година и споредете го успехот, знаењето, позициите, мерете ги своите успеси и трудете се да во секоја година си ги покачувате своите цели, споредувајќи се само со себе си од минатата година. Променете ги вашите мисли. Заменете го вашиот негативен говор кон себе со позитивен, конструктивен и реален. Бидете нежни спрема себе, претераната критичност го засилува овој синдром и носи анксиозност. Пробајте да не се фокусирате исклучиво на вашите слаби страни. Не ги заборавајте позитивните страни и силните црти во вашиот карактер, вашите доблести. Еден човек, за да развие здрав нарцизам, треба подеднакво да ги дознае и прифати кај себе и позитивните и негативните страни. Кога ќе се соочувате со негативниот критички говор, опитете се да ги предизвикате негативните мисли и да ги замените со позитивни. Грешките се природен дел од сечи живот. Кај сите луѓе се јавуваат грешките, независно од нивниот статус, пол, образование или позиција. Многу е важно да запомните дека луѓето кои што го имаат импостор синдромот се најчесто највредните и најкомпетентните работници во компаниите. Морам да ви кажам дека друго нешто што помага да се надвладее овој синдром е да побарате директен фидбек од колегите и од претпоставените. Побарајте од нив да ви ги кажат доблестите и тоа ќе ви помогне да ја покачите професионалната самодоверба. Но најважно од се, пред да го направите тоа, е да запомните дека пред се личното чувство на доволност и валидизацијата на сопствените капацитети и успеси е нешто што е на прво место. Би ви помогнало многу доколку на работното место не ги ставате при срце и не сте премногу осетливи на едноставните дневни случувања. Ако карактеристично за импостор синдромот е чувството на ниска самодоверба, сомнеш во себе и некомпетентност, чувство на недоволност, спротивно од ова е чувството на доволност и висока самодоверба и верба во своите капацитети. Добро е сите да знаете дека градењето на самодовербата е процес, а таа може да ја градиме во различни аспекти од нашиот живот. Кога збориме за покачување на професионалната самодоверба и чувство на доволност, многу може да помогне да најдете ментори и некој кој што ќе може да ви ги валидизира успесите и да ви дава правилни насоки. Доколку овие совети и плюс совети од вашата дополнителна едукација на темава не ви помогнат да го совладате овој синдром, воопшто не е срамота и не би било чудно да побарате психотераписка помош. Впрочем, многу луѓе доаѓаат на психолог и разговараат за своите сомнежи, анксиозности, чувство на недоволност и работи кои што се врзани за професионалната кариера. Синдромот на измамник, иако е предизвик, не е непобедлив. Доколку сте жена која се бори со чувства на сомнеж во себе и овој синдром, запомнете дека вашите успеси, постигнувања, позиции, интелигенција не се случајни и не се резултат на среќа. Суштински е да запомните дека негативните мисли кои ги имате за себе се само мисли и не определуваат вашата вредност. Ве молам запомнете да секогаш позитивниот говор и пофалби кон себе бидат погласни од критиките кои досега сте си ги упатувале.